Наташа Миха денес во студио на Утринска на Телма. Велам со што ќе се зачиниме денес. Мора да ти гледам овие работни мигови кои што ги имате со Дамир во своето студио. И заеднички гласаме дека ние сме фанови на Уитни Хјустон. Да, точно. Не знам дали го гледаше документарецот, односно не документарец, филмот кој што е адаптиран на нејзината животна приказна. Се уште го немам изгледано, треба. И некој ја носи оваа работна numера, I wanna dance with somebody. Умилена ми е. Фантастично. Се гледа, да. Именно мислам дека е песна која што секогаш стимулира добра Забава, енергија, да. И колку и да се чувствуваш летаргичен, само ти е песна која што ти прави се согласувам. Океј, доста е со енергетски буст. Нели? Да. Добро ми дојде уште еднаш. Добро ве најдов. Секогаш ми е чест да можам вака да излезам јавно и да представам нешто од студиото на Дамир и Наташа Миха. Овој па тоа да биде Инферно. Па колку помина, можеби години половина од издавањето на 10 љубови. Година и нешто ситно, да. И Мерлин Монро беше последното музичко парче кое што беше промовирано. Така. И ова за мене е вистина, сингл кој што ти кажав викендов си наслушав. Така. Нешто што ми даде звук на 90-тите, жанровски што потсетува, а веројатно како што некаде имаше дадено сега последниот период интервјуа, дека си дете на 80-тите и 90-тите, практично мислам дека и ти си имала домашната задача. Седнуваш, MTV, да речеме Viva или кои да се музички канали, ги обсервираш. Така, тоа ми беше ритуал, секојдневно уживав, изучував класично пеење, но дефинитивно имам огромна љубов према поп сцената, према рок, електронската музика и сето тоа е дел од мене. И таман има време цела оваа година по објавувањето на албумот 10 љубови да ми созрее музиката. Првенствено јас сама лично да си ја изуживам, тоа што го створив, да имам време да си го преслушам, да си го проживеам добро. И да го испроцесираш, секако, затоа што понекогаш толку брзо се случуваат овие музички алатки што практично некогаш немаш време да си ги обсервираш како што треба. Па така, додека си во студио, додека си со снимање, па после тоа со промоција, некако најмалце се има време за самиот себе, затоа што целата енергија е насочена кон публиката, нели, кон тоа што има да се каже. И добро ми дојде оваа година пауза, бидејќи си акумулирав нова енергија, си акумулирав нови приказни. Се забележува искрено го кажам. Така? Да, ова е една нова табула раса. Мора да те прашам, ова инаку видео спотот кој што ќе го промовираме, морам да забележам дека последниве денови е еден од најбрзо растечките синглови на YouTube платформата, меѓутоа и радиски хит станува, Инферно. Освен тоа што ќе имаме прилика да го почувствуваме звукот на 90-тите, некои нови музички делници, вокални интерпретации, трилери имаш во оваа песна. Така. Да, па сум некој кој што постојано работи на своите вокални способности, како академски музичар и едуциран вокал. Баш академски музичар. Сакам да работам на своите способности, но истовремено тоа ми беше и најголемиот предизвик всушност на Инферно, бидејќи многу е невкусно кога се што умееме да презентираме, да го пренесеме само во една песна без разлика тоа дали е издржано или не. И токму тоа ни беше предизвикот со Дамир, да се пренесе тоа што го умеам и тоа што го знам, но да биде вкусно. Имено. Зашто велиш да не ги ставиш па сите зачини одеднаш, да се дозира со нештото за да нели па и новите музички синглови да си доживеат нова еволуција. Па така еволуција. исто како и претходно во кујната со готвењето, треба да се внимава на намирниците кои што се комбинираат, така и со музиката, така и со сите уметнички дела кои што се создаваат. Интересна ни е соработката со Дамир. Ова е песна која што ја започна баш тој. Го подготви инструменталниот дел, ја даде формата, ми ја презентира на мене, ми се допадна ритмот многу и нормално се надоврзав на неговата идеја со вокална мелодија, го напишав текстот и после тоа си посветивме некое време во студио работејќи токму на овие детали кои што ти ги спомна и ми е многу драго што се слушаат, да. Практично мислам дека денес аранжманот е не дека не се обрнуло порано внимание, меѓутоа аранжманот е вистина крунисување на музичка номера. И украсите кои што ќе се додатат, нели? Така. Green Room Sound Studio го возможува тоа, долги години работите заедно и
практично Инферно, баш како што кажав денеска, ти овозможува и твоите музички потенцијални вокални способности да ги доживееме на друго ниво од Наташа Миха. Така, како за создавање на наша авторска музика, на мене и Дамир, така сме отворени за соработка и соработуваме со музичари тука на македонската сцена, па и пошироко. Имено. Кога сме кај македонската сцена, јас и ти радиско интервју направивме пред некој ден и нели се согласивме дека културата е можеби стожер на сите оние позитивни промени кои што се случуваат во општеството, бидејќи во светот денес се почесто се говори за културата како фактор за одржив развој, генерираат нови работни места. Сето тоа нели е како еден систем поврзан, нели баш културата може да биде мокен двигател, именно нели за целата заедница преку и социјални, економски, па и сите нели оние можеби еколошки столбови на развој. Дали мислиш дека сериозно државата, не сам глупо е прашањето, ама неопходно да ја вреднува културата, бидејќи тоа чиниш дека е цивилизацијска задача, не е само задача на Марко денес да ја викне Наташа во студија и Наташа да го направи музика, да ја направи музиката со Дамир. Туку е цивилизацијска задача. Културата првенствено треба да започне од секој поединец. Значи, секој сам со себе да знае, да вреднува вистински и добри работи, да има поставено некоја норма, да има изградено систем, да знае да препознае што е квалитетно, а што не. А тоа се постигнува со едукација. Со едукација и со многу работа, затоа што искуството е тоа што како дијамант не бруси постепено. А откако ќе се издигнеме ние на себе си, после тоа нормално е да се побара помош и институционално, тоа истото да биде поддржано. Но не можеме да бараме култура или квалитет доколку самите ние не го пласираме или некој да ни вреднува одредена работа без да има реално подлога за истото тоа. Секој треба според мене да си појде од сопственото. Да. Наташа, дали се сложиш дека вистина огромни средства последниве години се одлеваат за туги култури? Мислам дека тоа е нели многу поголема опасност, баш ќе кажам така, како аларм, отколку она негаторска политика на соседите кои што има, бидејќи во светот постојат многу групи на народи кои што катадневно нели се борат да добијат некоја своја држава, своја автономија, јазик и така натаму. А ние тоа некако лесно се откажуваме. Го оставаме како да не е некоја нели како да не е култура тука, како да ни е подарено, практично и нели тежнејќи кон туѓото, па поубаво ние подобро звучи. Апропо муабетот нели за српската продукција која што забележуваме дека се случува неверојатна мас продукција. Мислам, нели не можеме да останеме имуни на тоа што се случи, да речеме, со песната за Евровизија нели викендов и забележаш колку тоа добро изгледа. Велам, зашто не можеме толку да ги направиме тие темели да се воздигнеме повторно. Еве го говориме Скопскиот фестивал кој што толку години се одржуваше, прекина. Повторно ќе се покаже, па прекина. Немаме конзистентност како да ни се одлеваат од рацете. Да, ни се кратат крилата малку. Тоа е многу жално и за жал немам одговор целосно на ова прашање. Ова е многу комплексна тема. Тоа што го знам е дека од моја страна како некој што создава, некој што твори, се извинувам, дека максимално се трудам да вложам и да придонесам за нашата култура овде и да го зачувам македонскиот јазик, да се изразам најдобро што можам и да допрам до сите кои што не слушаат. А за останатото не знам, тоа ќе треба некоја друга емисија, друго гостување да ја начнеме оваа тема, пошто е широка. Ама дефинитивно сметаш дека не треба средствата да ги даваме за тие, да речам, туги култури и продукции. Се согласувам дека треба да си ја почитуваме својата култура и дека треба да ги поддржуваме своите уметници, бидејќи, верувајте, гледачите кои што не гледаат моментално, навистина ни значи секое споделување по социјалните медиуми, секој оставен коментар, макар и негативен коментар, да е подобро да се искоментира отколку да се игнорира како воопшто нештото да не постои. Нормално сите медиуми кои што не поддржуваат, онлайн портали, весници, тоа е многу ни значи на нас уметниците и се надевам дека ете во иднина ќе се принесе, тоест ќе започне да се движи работата во именно ете како што велиш, тука е таа цивилизацијска задача. Сите ние да ја поддржиме Наташа Миха и македонската продукција. Но тоа започнува од поединецот. Именно, така е.
Ова е всушност почеток на ново музичко поглавје. Так. Претпоставам дека уживавте во снимањето на видеозаписот, кој што денеска примерно ќе одиме тоа. Да, тоа беше многу убаво искуство за мене. За прв пат си имав прилика целосно да го осмислам концептот, онака од гардеробата, изгледот, сцените како сакам да се одвиваат. Со Горан Симјановски најдовме убаво разбирање, ми ја поддржа идејата и мислам дека супер го реализиравме видеото. Одлично. Да, плюс тоа што ти го спомнав и во претходниот разговор на радио, дека со мачето што се случи, нема да го издадам тоа на гледачите, ќе оставам да си Ама го видат добар статист и добар метафора на цела. Одличен статист и супер, супер дечко маче. Одлично. Она што што ти го посакав, ќе го посакам за сите. Не знам дали можеби имаше прилика да слушнеш, бидејќи си родом Тетово. Да. Утрово имавме информација дека ќе се реконструира концертната сала за поголеми настани и знам дека хорот Мирчацев всушност викендот Во Домот на културата? Во Домот на културата, така Супер. што таа голема концертна сала ти ја посакувам во Тетово, па да започне можеби да ја направиш таа турнеја. Тоа го имам освоено, Марко. Само не како поп пејач, туку како класичен пејач, таму 2012 или 13 година не ме држи за збор. Си реализирав солистички концерт кој што беше мултимедијален проект со проектор, со анимација, со сценографија, тоа беше многу убаво искуство таму. Но да, треба да се повтори пак, се согласувам со тебе. Практично секој град си има некој свој дом на култура или културен центар кај што мислам дека убаво е да ја заокружиш годината, бидејќи тоа што ти кажав, го забележав со Павле Камиловски на новогодишна сцена. Така. Реков тоа е тоа што таму треба некаде Наташа Миха сега да ја доживее. Да, со Павле ни испадна многу убава соработка како на сцена, така и во студио. Маестрално. И ти благодарам, се надевам дека многу наскоро во блиска иднина ќе успеам музиката која што ја создавам да им ја да ја презентирам пред публиката со настапи ширум Македонија, па и надвор од границите на Македонија. Зошто па да не? Дај Боже, дај Боже. Да. Ти ја посакувам цела музичка магија годинава да се случи. Инферно нека биде стварно почеток на огнено. Баш така. Инферно година. и тоа и подразбира баш огнена љубовна приказна. Така што ќе ги поканиме како заокружување на Телма телевизија да уживаат примерно за заокружување на ова епизода на Утринска на Телма. Така е, ви благодарам многу.